Слушате Пелагониска хроника. Радио Пела 96,8 FM. Настани на денот. Автоконтрол како општествено одговорна компанија повторно на дело. Додели новогодишни пакетчиња и подароци за децата со попреченост во училиштето Климент Охридски. Прилеп се подготвува за бадниковата поворка. Повеќе од 50 на деца веќе ја подготвуваат песната Вечниот Бог, која го најавува Христовото раѓање. На државното првенство на Македонија во бокс, тројца прилепчани се закитија со медали. Радио Пела започнува со избор од 13 величенствени. Избираме најмедиумска и општествено одговорна личност или компанија за 2024 година. Од полицискиот билтен. Фрлен експлозив во дворот на прилепчанец при што настанала експлозија. За среќа нема повредени лица. Времето денеска студено со температура до 4 степени Целзиусови. Урбан маркетинг. Треба да знаеш во секое време со еден клик на radiopela.mk. Урбан маркетинг. Со вас во студиото со гласовна поддршка Елизабета Филиповска. Компанијата Автоконтрол по повод новогодишните празници на децата со попреченост во основното општинско училиште Климент Охридски им врачи пригодни новогодишни подароци. Поддршката е светло за иднината на децата со посебни образовни потреби, овозможувајќи им да го оствара својот потенцијал и да изграда самодоверба во своите способности, велат од училиштето, изразувајќи благодарност кон општествено одговорната компанија Автоконтрол. Прилеп се подготвува за бадниковата поворка. Повеќе од 50 на деца веќе ја подготвуваат песната Вечниот Бог, кој го најавува Христовото раѓање. Прилеп се подготвува за бадниковата поворка. Повеќе од 50 на деца веќе ја подготвуваат песната Вечниот Бог, кој го најавува Христовото раѓање. На 6 јануари Бадник во 62 града и населени места во нашава земја илјадници деца ќе бидат дел од бадниковите поворки на радоста, пеејќи ангелската песна Вечниот Бог и најавувајќи го Христовото раѓање. Радио Пела започна со манифестацијата 13 величенствени на Радио Пела за 2024 година. Избираме заедно медиумски највпечатливо лице или компанија која или кои дале најголем придонес во заедницата за 2024 и за која јавноста пројавила најмногу интерес. Начинот на гласење го имате на нашиот портал www.radiopela.mk. Ги очекуваме вашите гласови за заедно да го избереме највеличенствениот. На државното првенство на Македонија во бокс, што се одржа во Битола, боксерскиот клуб АС од Прилеп учествуваше со тројца боксери и освои 3 медали. Стефан Попаловски до 80 кг го освои златниот медал во сениорска конкуренција. Мартин Трајковски до 52 кг го освои сребрениот медал во кадетска конкуренција и Владко Димовски до 66 кг го освои бронзениот медал во јуниорска конкуренција. Од наредната година боксерскиот клуб АС од Прилеп почнува со Боксерска лига на Македонија во која се планирани одлични подготовки за високи позиции кои ќе носат нови шампиони. Пријава за неколку физички напади врз лица. Денеска, 23 во угостителскиот објект во Прилеп, полициски службеник од ОВР Прилеп го лишило слобода ФЧ 34 од Прилеп затоа што со остар предмет се заканувал на ФК 27 од Прилеп. А синоќа, на 22 декември во 20 часот и 30 минути во полициската станица во Прилеп било пријавено дека околу 19 часот и 30 минути на улицата Поп Аврамија во Прилеп било забележано едно лице како фрла експлозивна направа при што настанала експлозија пред куќата и патничкото моторно возило со прилепски регистарски ознаки, сопственост на СЛ21 од Прилеп. За среќа нема повредени лица. Се преземаат мерки за расчистување на настанот.
Временска прогноза. Времето денеска облачно и студено со врнежи од дожд и снег во пониските места, а на планините и повисоките места снег. Врнежите се пообилни и се движат на 25 литри на метар квадрат. Врнежите се пообилни и се движат на 25 литри на метар квадратен. Помала снежна покривка се формира на некои од пониските места. Температурата денеска во Прилеп изнесуваше утринска -3, а дневната температура 4 степени Целзиусови. До четврток метеоролозите предвидуваат променливо облачно, студено и ветровито време со локални врнежи, претежно снег, особено во среда. Временска прогноза. Слушавте Пелагониска хроника. Техничко водство Никола Димески, уредник Гордана Цветановска, продукција Радио Пела, декември 2024 година.